Пожарот кој избувна на местноста Ташли Бајерка е Дреникова, општина Василево, а се прошири до магистралниот патен правец Струмица Радовиш и во атерот на населеното место Владевци. Утре во околу 6 часот е целосно локализиран, информира од територијалната противпожарна единица од Струмица. Пожарот синоќ околу полнок бил ставен под контрола, но останале екипи за да дежураат, кои до утрово целосно го локализирале. Вчера, некаде околу 18 часот, имавме дојава на запалена сува трева, нискостеблеста шума. Беа излезени екипи на терен, па пожарот се прошири во голем размер и беа на лице место излезени 6 возила со 25 пожарникари. Затоа сакав да апелирам до граѓаните, ги трошиме нашите ресурси за може да дојде до некоја посериозна интервенција и затоа интервенцијата беше завршена некаде околу после полнок, некаде околу 2 часот по полнок беше завршена, па утринава повторно екипи го ликвидираа пожарот некаде околу 06 часот. Според информации на општина Василево, било опожарена површина околу 25 хектари сува трева и нискостеблеста шума. Во гаснењето на пожарот учествувале 6 противпожарни возила и 25 пожарникари. Пожарот кој постојано се ширал заради сувата трева, вчера стасал и до филтер станицата, од каде со вода за пиење се снабдуваат неколку населени места од општината. Во околината имало и повеќе лозови и овошни насади. Граѓаните исто така да бидат предпазливи кога се движат во шуми, излетнички места и слично. Исто така да се внимава и на фрлање на отпушоци од цигари, кои се голем причинител за појава на пожарите. Бидејќи најголем фактор е за настанување на пожар е човечкиот фактор. Исто така да се внимава и при чистење на своите ниви, кои со завршувањето на жетвата, граѓаните ги чистат нивните ниви, па да се внимава и доколку увидат некое палење на шума или слично, да се јават на бесплатниот телефонски број 193. Острумишката противпожарна единица апелира на внимателност на сите граѓани и да се воздржат од палење на огнови на отворено и фрлање од пушоци. Градоначалникот пак на Василево, Маријан Јанев, побара целосно расветлување на случајот со пожарот, но и казна на сторителите.